Добар ден, ученици, добро дојдовте во нашата училница на часот по општество. Се што ви треба за овој час е тетратката по општество, молив и гума. Подгответе се. Денес на часот по општество ќе зборувам за движење на улица и пат. Отворете ја тетратката да го запишете насловот. Насловот е движење на улица и пат. Запишете го. Делот од улицата, каде што се движат возилата, се вика коловоз. Еве на сликата забележуваме каде се движат возилата, овој дел од улицата го нарекуваме коловоз. Делот од улицата каде што се движат пешаците се вика тротоар. Еве го тој дел од улицата каде што пешаците безбедно се движат. Местото каде што се вкрстуваат улиците се вика раскрсница. Еве на сликата може да забележиме како изгледа една раскрсница. Обележаното место каде што пешаците треба да ја преминуваат безбедно улицата се вика пешачки премин. Еве го тој пешачки премин или познат како зебра. Запишете го текстот во вашите тетратки. Одиме понатаму. Движењето на улица на возилата и луѓето го регулира семафорот. Еве како изгледа семафорот. Веќе вие знаете, сте виделе семафор. Човекот кој го регулира сообраќајот се вика сообраќаец. Еве го човекот кој го регулира сообраќајот. Запишете го текстот во тетратките. Одиме понатаму. Патот ги поврзува градовите и селата. Еве на сликата може да забележиме еден пат кој ги поврзува селата и градовите. На отворен пат пешаците треба да се движат на левата страна од патот, во правецот на движење. Кога преминуваме улица или пат, погледнуваме лево, а потоа десно. Запишете го текстот во тетратките. Местата каде што децата треба да играат се игралиште, двор, парк или ливада. Еве на сликите може да забележиме каде децата безбедно треба да играат. Запишете го и ова во вашите тетратки. Со тоа го завршуваме овој час по општество. Следува домашната работа. Имате неколку прашања кои треба да ги одговорите во тетратките за домашна работа. Драги ученици, ви благодарам за вниманието. Се гледаме следниот час. Довидување!